Колеги пратеници, почитувана јавност. И како и пред некој ден, повторно се осврнувам кон фактот дека носиме законско решение за финансиска стабилност на предлог на влада која што креира финансиска нестабилност последниве 5 години. А слушајќи ги репликите на колегите од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како да го слушам заев со неговото фамозно блескаме. Епа не блескаме. И да се осврнеме на неколку факти зошто не блескаме. Финансиска стабилност во основа представува домаќинско управување и трошење на парите. Во случајот на држава тоа представува одговорно, транспарентно и наменско прибирање, управување и трошење на народните пари. СДСМ и ДУИ во изминативе 5 години неславно успеа да ја задолжат Македонија за огромна сума на пари, а вие успеавте на долгот на Македонија да додадете и дополнителни 2,5 милиарди евра долг, без при тоа да се обезбедат соодветен и соопфатен економски раст. Баш напротив, Македонија е земја со еден од најголемите економски падови во текот на изминатите 2 години, а и проектираниот раст за 2022 година е веќе ревидиран од почитуваните меѓународни финансиски институции, истиот представува неконкурентен раст наспроти нашето непосредно и посредно соседство. И сега ова не го говори Рашела Мизрахи од ВМРО-ДПМН, ова се факти согласно состанокот со представници од финансискиот сектор, банкарскиот сектор во држава и надвор. Јавниот долг под ваша палка преминува 60% заклучно со крајот на 2021 година, а тоа што моментално за 2022 година го водите како 57,1% заклучно со март оваа година, единствено бидејќи вака ја немате намалено стапката за економски раст за 2022 година, а инфлацијата е сериозно голема, 10,5% за месец април. Ви очекувате економски раст од 4,6% за 2022 година, додека експертските институции прогнозираат околу 2%. Би сакала да ве потсетам како вашите партиски колеги Драган Тевдовски и Кире Наумов во текот на 2016, 15, 17 година жестоко и кловновски држаа говори пред медиумите скоро секој ден пред Министерството за финансии и обвинуваа дека Македонија ќе биде во сериозна опасност од банкрот доколку долгот премине над 50%. Епа премина. Кај себе ги носам и писмата од Кире Наумов, како и пресот на Тевдовски од 2012 година, и би сакала да цитирам дел од него. Вели, ова е најсоодветен начин да ви се обратам, имајќи го во предвид вашето досегашно однесување. Па апропо ова писмо, ова е најсоодветниот начин да ви се обратам, заменик министер, земајќи го во предвид вашето досегашно однесување. Вели, сметам дека економската иднина на граѓаните не смее да биде загрозена по ниедна цена. Тоа го вели Кире Наумов. Еми е загрозена од кога оваа гарнитура дојде на власт. Затоа очекувам дека и со дела, а не само со зборови, вели ке ставите крај на купувањето чоколади кога се нема за леп. Сега на вистина се нема за леп, со ваква инфлација нема зејтин, нема брашно, нема нафта, од една криза во друга, вакви кризни мерки, онакви кризни мерки, не знам си колку пари сме исплатиле, а во долгови како никој. Најсиромашната земја во Европа. Вели да не дозволиме цената да ја плаќаат идните генерации, па задолжете се уште малку и цената дефинитивно ја плаќаат идните генерации. Сметам дека господинот Кире Наумов не планирал дека вака ќе се одвиваат работите кога ќе дојдат на власт. Вели се надевам дека ќе размислите уште еднаш околу наредните потези и нема да дозволите, а вие веќе дозволивте, заради индивидуалните финансиски интереси цената да ја платат сите граѓани. Да, поради индивидуалните финансиски интереси и аферите кои што излегува во јавност, кои што бројат над 200, ја реков дека чим јавноста дознава за над 200 финансиски афери на владеачкото мнозинство, најверојатно бројот е драматично и поголем. Значи, бевте многу засекирани дека долгот ќе надмине 50% кога бевте во опозиција. Ви повторувам, 50%. Бидејќи тогаш долгот беше под овие фамозни 50%. Епа, почитувани, моменталната власт го лансираше долгот преку 60% и со тоа го надмина и прегази и мастришкиот критериум кој препорачува јавниот долг да се одржува под 60 од бруто домашниот производ. Сега е по пресметки 70,9%.
И нема да ви чини ако речам банкротирана држава, но барем ќе се држам до реалноста, па понатаму ќе го видиме отчетот пред граѓаните. Македонија во незиното право да го сервисира дугот преку меѓународна обврзница. Нивното несоодветно и на линија на противзаконско делување чинат државата дополнителни пари за повисока камата на обезбедување на евроврзница. Што би кажале вашите колеги сега на вашево работење? На нашата критика кон вас, непринципиелно ли е да ве поддржуваат? Дали ве охрабруваат да го прекршувате и понатаму мастришкиот критериум и да продолжите со долгот над 60%, над 70% и така натаму? Па може би со цел некоја убава сделка на купопродажба на држава за која што до сега не сме виделе, оти приватизација на држава и вака и така правите. Ние конструктивно критикуваме и укажуваме дека не може лица кои донале финансиска нестабилност и расипништво да говорат за финансиска стабилност. Ние не можеме од вас да очекуваме решение за проблемите кои ги имате вие креирано. Финансиска стабилност треба да се заснова на принципите на транспарентност, доследност и одговорност. Ние не гледаме дека власта е транспарентна во тоа како ги троши парите, напротив, нешто дознаваме од медиумите, ама дека има транспарентност нема. Често сме сведоци на пренамена на средства и нивна злоупотреба за партиски цели. А бога ми гласавте еден фамозен буџет во кој што имаше 29 милиони евра на буџетска ставка за која што немавме ни план. Некој си зелен буџет. Ние не гледаме доследност во вашите предлог буџети. Ви едно планирате, а потоа пренаманувате и сосема друго реализирате, односно во вашиот случај не реализирате. Капитални инвестиции се само желботеки во вашите зборови. Инфраструктурата во Македонија остарува и се распаѓа, а вие не инвестирате во нејзина обнова и со тоа не го поддржувате приватниот сектор во нивните стремежи за развој и дополнително инвестирање во цел зголемување на производство. И заради тоа приватниот сектор не е згаснат, отаде згаснате во држава. И допрва, значи, и формално се повеќе фирми ќе се затвараат. Ние не гледаме било каква одговорност за лошото менаџирање на јавните финансии, одговорност нула. Вашите претходници има авантури со воведување на прогресивно оданочување во Македонија, кое што Македонија кошташе стотици работни места и префрлање на бизниси и сметки во нашето соседство. Па демек не е дека не знаете за ова. Таа авантура ја порекнавте и сега сите треба да ја заборавиме. Фрлавте пари преку ваучери во текот на кризата, интересно е што тоа го правевте на неколку денови пред избори. И дури да го правевте тоа, што постигнавте? Овие ваши постапки не придонесоа за зголемен економски раст, баш напротив, ние постанавме лидери во економски пад. Вие не ги следевте препораките на економските експерти, меѓународните како и домашните. Сите тие гласнови говореа дека треба да се инвестира во изградба на инфраструктура и поддршка на приватниот сектор како генератор на економски раст. Дали некој поднесе одговорност за сите овие промашени политики и постапки? Големо и гласно не. Вие со вашето работење пролабучивте финансиската криза во која се наоѓа Македонија и вашето заменување со тоа е потребно што поскоро. И ќе завршам со зборовите на вашиот политичар Кире Наумов. Нема да дозволиме последиците од криминалите, клиентелизмот и расипничкото однесување да ги трпат нашите деца. Ке се бориме за секој денар. Еми Белким не планирал дека ќе се борите за секој денар во џеповите на некои ваши олигарси и криминалот кој што го донесовте во држава. Благодарам.